недовербата во судството не ги поведуваат постапките да си ги остварат своите права и се воспоставува една летаргична состојба во која што вели иако знам дека сум прав, ќе излезам неправ. Тоа е суштината која што владее кај граѓаните. Во однос на бројот на пополнети судски места, ако е суштината на тоа да е мал бројот на судии, секогаш сум стоел на тоа дека финансискиот дел и средствата кои што се одделуваат во однос на правосудните органи и на судството треба соодветно да бидат одобрени. Зошто? За да бидат пополнети сите оние суштински потребни места. За да имаме ефективно судство. Меѓутоа, од досегашните искуства гледаме дека воопшто не станува збор за суштински потреби и пополнување на суштинските места и бројот на судии како што потенцирате се намалува, но единствена причина било тоа што се продлабочила овој дисконтинуитет на пополнување на работните места поради донесување на Законот за работни односи кој предвидува дека условите за старосна пензија се стекнуваат со навршување на 64 години, односно неможноста да продолжување до 67 години. Да, меѓутоа во Академијата за суди и јавни обвинители веќе е проектирано колку ви се потребни и како ви се потребни, но за жал сме сведоци и таму дека не тресат скандали на секоја нова генерација на слушатели на Академијата. Самите сте свесни и знаете дека секогаш е проследено со непотизам и со блиски луѓе на функционерите од власта, што е недозволиво и затоа меѓународните организации ни ги потенцираат овие работи во извештаите на Европската комисија и сите други релевантни меѓународни организации и затоа имаме доверба од 8%, а за жал потенцирам нареден пат се плашам дека ќе бидат и 0,5%. За возврат на тоа имаме неограничени мандати, доживотни, да, ова беше измена за која што требаше да има сигурност кај судиите, меѓутоа немате превземено ништо во однос на потеклото на имотот, кој што фално го најавувавте, за потеклото на имотот на конкретно зборуваме сега за судиите, бидејќи извештајот за судскиот совет, и немаме никаков ефект од така фамозното најавување, бидејќи претходно имавме совет за реформи, кој натаму ќе видиме дека повторно го најавувате во самите препораки и мислење. Совет за реформи, други тела кои што ќе се обидуваат да ја подобрат состојбата во правосудниот систем. Но од тоа немаме ништо, само насилно сакате да донесете одредени закони за да ви биде олеснето она полнење на Академијата за суди и јавни обвинители, а со тоа следствено да се пополнат, да се допартизираат и судовите и јавните обвинителства, а со тоа следствено во наредните 10, 20 или 30 години да немаме соодветно постапување на самите кадри кои што од старт се задолжени со одредена услуга на одредени функционери од власта и онаа фамозна неподелба на власта, односно извртени вредности на воспоставување на извршната власт и над законодавната и над судската власт е оној проблем кој што најмногу го имаме во дадениот момент. Ова е проблемот со кој што се соочуваме и се додека ние овде како пратеници и законодавен дом не се издигнеме над извршната власт и судството не стане имуно на извршната власт, ќе имаме извештаи како што ги имаме и критика како што ја имаме. Имаме податоци за постапување по представки и предлози на граѓаните и институциите за работата на судиите и судовите. Овде констатирате дека имаме 699 представки, кои што се разгледани 661, од кои 650 се одбиени како неосновани или 98,4%, а само 5 представки се основани, односно околу 0,7%, а 6 представки се повлечени од подносителот на представката, односно 0,9. Ова абсурдност во која што не доведувате во заблуда и ако некој подетално го прочита овој извештај, нема да знае на крајот што прочитал и што видел.
Зошто? Пред само едно поглавје констатиравме дека се неажурни судовите, 19 од 35. Констатиравме дека сите апелациони судови се неажурни, а овде само во рамките на статистичка грешка имаме 5 основани представки, што не значи, потенцирам, дека секоја поднесена представка треба да биде основ да се осуди одредено извршител, зборувам како лице во правосудниот орган, дали ќе биде судија или понатаму во обвинителството, кога зборуваме за обвинителите и стручните соработници и службите кои што постапуваат, но во рамките на статистичка грешка имаме прифаќање на представките од граѓаните по однос на работата на судскиот систем, а за жал имаме 8% доверба. Ова е абсурдност кој вие самите ја потврдувате, признавате дека се неажурни од врховниот, од основните до Врховниот суд и управниот и Висшиот управен суд, а сега констатираме дека единствено во рамките на статистичка грешка имаме прифаќање на представките, кое што повторно потенцирам, не мора да значи дека секоја представка е основа и дека треба да биде прифатена за да биде на некој начин санкциониран одреден носител на дали судска функција или во службите кои што работат во самите судови. Потоа, во на представките најмногу се укажува на незадоволството од работењето на судот поради одолговлекување на постапката пред судот, случаи кога не се почитувани предвидените рокови за преземање на процесните действија на донесување, објавување, изготвување на судски одлуки и слично. Ова е тоа што го констатирал и Народниот правобранител и вие самите констатирате дека најголемиот број на случаи на представки се однесуваат токму на ова што го зборував за судење во разумен рок, но немате превземено ништо по однос на тоа. Самите гледате која е интенцијата на граѓаните кои што поднесуваат представки, од што најмногу се жалат, ова го констатира Народниот правобранител, ние немаме начин на разрешување, имаме само единствено од овие представки во рамките, потенцирам, на статистичка грешка, постапување, односно прифаќање на овие представки. Тоа значи бавно постапување или договарање, или оставање простор за застарување на предметите, или спрега извршна со судска власт. Сето ова е концепт, смислен концепт, кој што не води во амбис во оваа област. Не се изземени ниту основните, ниту повисоките судови од представките на граѓаните. Врз основа на извршената анализа на поднесени представки може да се констатира дека тие се однесуваат на работата на судиите како во основните, така и на судиите на повисоките судови, апелационите, правните, па и работата на судеите на Врховниот суд на Република Македонија. Нема да ги читам бројките на представки, бидејќи потенцирав. Не ми значи ништо бројката, дали во одреден суд може да се поднесат, ако се неосновани, може би некој да поднесе и 100, и 200, и 300. Суштината е што по тоа се превземало, што имаме на очевид конкретно реализирани работи. Истите констатирате дека се работи во неразумен рок, но немаме никаков фидбек од ваквите представки, од ваквото работење. И во еден дел се повикувате, односно се осврнувате во самиот извештај реализација на годишната програма за работа на Советот. Независноста на судството. Повторно ја потенцирам, бидејќи судскиот совет е директно одговорен и во однос на решавање, односно реализација на годишната програма за работа на Советот. Додека истиот треба да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството, немаме ништо од реализација на самата програма. Во однос на реализација на самата програма, единствено што се повикувате е на две законски решенија кои што биле донесени во 2019 година, а во дадениот момент од овие две законски решенија, односно Законот за судскиот совет на Република Македонија, објавен во Службен весник 102/19 и Законот за измени и дополнување на Законот за судови, исто така од 2019 година. Единствено се повикувате дека
реализацијата на програмата е со донесување на овие закони. Затоа имаме недоверба од 92% во судските органи. Бидејќи немате ништо конкретно кажано во однос на реализацијата на програмата, освен декларативни заложби дека потребна е финансиска независност на судската власт. И барате од сегашните 0,3 да биде 0,8. Да, констатирав и стојам за тоа дека треба да се зголеми буџетот, се со цел да можат да бидат комплетирани судовите и 0,3% од БДП да биде и 0,8% од БДП токму за правосудните органи. Зошто? Затоа што со еден решен случај, каде што имаме енормни суми за испумпување на средства од буџетот, може да се покријат сите трошоци на целокупното работење на судовите едногодишно за сите судии, од основните до Врховен суд, за да бидат поефективни и поефикасни. Со еден случај. А замислите, сме сведоци на секојдневни вакви скандали, почитувана председателка. Секојдневни вакви скандали сме сведоци и затоа сметам дека треба да ви се зголеми буџетот, да, но да имаме резултати од ова зголемување на буџетот. Ни е потребно резултати на виделина од вакво зголемување на буџетот, инаку повторно потенцирам сум за зголемување на буџетот и независноста на финансиската независност, со што ќе имате дополнителен аргумент, односно дополнително ќе се охрабрите да се одвозите еднаш за секогаш да бидете имуни на извршната власт. Проектираните слободни судски места ви се во рамките на тоа според потребите на судовите. Повторно потенцирам, овде нема да навлегувам, бидејќи сум согласен да се комплетират овие судови, односно сите овие упразнети места, за да можеме да зборуваме за ефективно судство. Во однос на самата транспарентност на која што се повикавте, велите дека Судскиот совет во своја надлежност е остварување на началото на транспарентност и отвореност во работењето и зголемената партиципативност на јавноста. Јавноста видовме со кој степен ви верува, повторно ги потенцирам оние фамозни 8%, тоа значи немаме ништо дополнително, односно имаме уназадување од минатата година и секогаш одиме кон полошо од претходната година. Во донесување на општите акти, Советот со внатрешните акти кои што ги донесувате се повикавте на методологијата за индикатори за утврдување на сложеност на предметите. Претходно разговарахме за тоа. Треба сериозно да се позанимавате таму, да се види кои предмети и како и зошто стојат во место. Јас сум сигурен дека најмал број на предмети, иако по бројност може би се најмногу, прекршочните предмети од мандатните казни кои што доаѓаат за по однос на ЗБСП или привремено одземање на возечка дозвола, забрана за управување со моторно возило, ви се најбројни и најбрзо се решаваат. Меѓутоа, суштината на оваа методологија да ја видите суштината на предметите, самите да анализирате кои се оние предмети кои што застануваат, кои се оние предмети кои што се туркаат кон застарување во даден момент. Свесни сте дека одреден дел од најголемите проблематични случаи застаруваат. Ова е основ за постапување против било кој судија и други чинители кои ќе ги стават во ваквите предмети. Но спрегата на извршна власт, судови, обвинителство, адвокати, нотари доведува до ситуација да најголемите прекршители на правдата не одговараат во Република Македонија, а со тоа немаме ниту владење на правото, ниту поделба на власта, ниту правдата ги задоволува потребите, односно граѓаните имаат верба во правдата. Сега во препораките, кои што самите конкретно потенцирам, ги нотирате во вашиот извештај.
Велите да се засили имплементација на стратегијата за реформи во правосудството и ажурниот акцијски план и стратегиите за човечки ресурси во судската мрежа. Ова е ваша препорака, да ви потенцирав дека прифаќаме да ви големат капацитетите, меѓутоа немаме никакви резултати. Како понатаму да ви се доверат одредени постапувања и финансиски средства, кои што треба да ви се дадат, меѓутоа немаме подвратен фидбек, немаме никакво напредување на овие права. И во втората препорака, она фамозна, морам да го потенцирам, реактивирање на Советот за реформи во правосудството и започнување на подготвителна работа за изработка на нова стратегија за реформи во правосудството. Па само на стратегии за реформи се заснуват вашите извештаи. Само на стратегии, од една стратегија во друга стратегија, од една реформа во друга реформа и на крајот 8% доверба. Хибриден режим според Freedom House. Ова е неефикасност. Ова е декларативно залагање. Ова е тоа што ќе го барате и добро сте нотирале, велите реактивирање. Еве ве прашувам, почитувана председателке, да ми одговорите што се бенефитите од претходниот Совет за реформи во правосудниот систем. Што тој Совет допринесе за реформи во правосудниот систем, што тој Совет иницираше, кои законски решенија беа изменати, што се допринесе во самото правосудство од ваквиот Совет, каде што начело, знаеме, беше доскорошниот премиер, господинот Заев, кој што е економист по вокација, тој вршеше реформи во правосудниот систем. Ваков Совет за реформи во правосудниот систем повторно сакате да реактивирате, а тоа е единствено и исклучиво да згрижите одредени кадри кои што сакате преку системот на воспоставување на Совет, повторно од буџетот, од судскиот буџет за реформи во судството, каде што имаме фамозни 30.000 евра за реформи во судството во буџетот, да пренасочите конкретно во овој Совет. Што имаме ефект и велите да го реактивираме. За нешто да биде реактивирано, треба да имаме позитивни ефекти од тоа. Вие со Советот за реформи во правосудниот систем, каде што сите оние кои што беа внесени, кога увидува за што станува збор, самите излегуваат таму. И го оставија единствено само тогашниот премиер да заседава и да решава. Не можам да видам ниту една единствена светла точка од ваквиот Совет, а вие повторно потенцирате и еве објаснете во која смисла, на кој концепт ќе се осврнете, кои луѓе, како предвидувате, од кои области да бидат и во што ќе биде насоката на реформирање на правосудниот систем, бидејќи секогаш во секој извештај вие се однесувате како да почнуваме од денес натаму. Како да почнуваме од денес натаму и секој нареден извештај зборуваме дека почнуваме од денес натаму. Што до сега имаме сработено од тоа? Што со средствата кои што се искористени од страна на буџетот за ваквите совети кои што се неуспешна приказна, Совет за реформи, така наречено специјално јавно обвинителство, кое испадна на крајот дека сите биле во рекет вмешани, зборуваме единствено и декларативно за совети, нови стратегии за реформи, а немаме никаква реализација на реформите. Велите да се имплементираат методологијата за квалитативно оценување на судиите и методологија за утврдување сложеност на предметите. Тоа си е ваша обврска, ваши акти, треба вие конкретно да си ги реализирате. Да, како препорака ја имате, меѓутоа треба доследно да ја активирате и да ги довршите. Што имаме конкретно, повторно ќе потенцирам. Конкретни резултати и од ваквите методологии. Пак се сведуваме на совети, пак се сведуваме на методологии, пак се сведуваме на правилници. И една од точките каде што барам да ми одговорите и да знаеме за што станува збор, бидејќи ова е суштинско прашање и е вовед во една реорганизација која што ја најавувате, што ви се плановите, како ви е проектирано и што планирате. Велите реорганизација на мрежата на судови. На кои судови сметате, дали ќе имаме реорганизација на апелациони подрачја, дали ќе имаме реорганизација
надлежности на основни судови, дали ќе се укинуваат одредени судови, во која насока го планирате ова, односно реорганизација на мрежата на судовите, земајќи го предвид бројот на предмети како би се поедноставило функционирањето на судската мрежа и најдобро би се искористеле постојните ресурси. Ова не можам да го коментирам подлабоко, бидејќи не ви ја знам намерата, барам доколку сте во можност, конкретно, и ако имате одредени информации, да ги споделите со нас, за да можеме да знаеме, бидејќи ова е суштинска реформа. Не станува збор за декларативно зборување. Или, повторно ви е декларативна заложба, единствено да се запише во препораките и да се пополни овој извештај. Но, граѓаните ги интересира секако, и самите вработени и во службите и судиите ги интересира што од ова ќе се реализира и како ќе се постапи со ваква реорганизација. Покрај другите кои што ги нотирате, една од која што ми остави повторно впечаток од препораките е имплементација на стратегијата за следење на корупција во судството. Вакви стратегии повторно се враќаме на стратегии. Што имаме? Која е ефикасноста? Кој е процентот на реализација? Имавме и стратегија за борба против корупцијата, каде што видовме дека органите имат постапувано за не повеќе од 5 до 7% од своите заложби, односно од своите задолженија. Што конкретно имаме од имплементацијата на стратегијата за следење на корупција во судството? И велите имплементација на подзаконските акти и формирање на Центар за информатичка технологија. Центар за информатичка технологија, ова е секако сектор кој што мора да ви биде досега имплементиран, меѓутоа имплементација на подзаконските акти, па тоа е обврска. Имплементација на законите и подзаконските акти е обврска на самите носители на функциите кои што треба да ги имплементират овие одредби. Што мислите со оваа имплементација? Дали дополнително, како што во еден дел самиот извештај нотиравте дека со интервенција ваша, односно со допис до самите судови во однос на ажурноста и на старите предмети, формирате одредени комисии за следење на работата на судиите и за бројот на предметите кои што се постари од 3 или 7 или 10 години, за да ја следат нивната реализација. Дали на такви некои тела повторно внатрешно сметате или станува збор за нешто друго што можеби ние не сме информирани и не ја знаеме позадината на овие вакви реформи и на овие вакви заложби, што ќе констатирам, ги имате единствено декларативно, а од самите препораки имате реафирмирање и реактивирање на неуспешни проекти. Што ќе превземете директно како судски совет за подобрување на угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството. Еве јасен показател и кажете ми што ќе се превземе различно од досегашното постапување за подобрување на оваа перцепција, бидејќи од минатата година до сегашна до оваа година е влошена повеќекратно состојбата. И од самиот извештај за напредокот на Република Македонија, самиот извештај на Европската унија, во правосудните области имаме стагнација и назадување. Од оцена 4 имаме сега одреден напредок 2. Односно, немаме напредок во однос на приближување кон вредностите на правдата и владење на правото кон Европската унија. Што е позагрижувачки, самата комисија констатира дека најголем дел од националното законодавство е усогласено со позитивните законски прописи на Европската унија, но белешка е дека истите не се имплементираат, односно не се спроведуваат. Најголемиот проблем во Република Македонија е токму тоа. Неспроведување на позитивните законски прописи кои што се донесуваат единствено како декларативно, бидејќи под на тоа дека морат да се донесат, се донесуваат, но не се имплементираат. Се заобиколуваат на секој можен начин со воспоставување на директна контрола од страна на власта врз судството и затоа имаме состојба каква што имаме. Потенцирав. Целта ви е
во наредниот период дополнително да ги докомплетирате судовите и обвинителствата со подобни луѓе за вас. Тоа е, впрочем, и одговор на тоа дека за секоја наредна група на слушатели на Академијата имаме се поголеми скандали и истите секогаш се испреплетени со непотизам. Република Македонија имаме катастрофална состојба во судството и затоа барам од вас како надлежни да кажете конкретно со кои чекори планирате во нареден период да ја подобрите состојбата, без при тоа да давате објашнение од типот дека немате услови, бидејќи, конкретизирам, барам од вас и од самата влада да не ве обструира во делот на финансиските средства, нека бидат одобрени сите потребни средства, но со еден ваш решен случај, конкретно зборувам преку судове, ќе се повратат сите овие средства во буџетот. Но некому не му одговара тоа и не ви одговара, бидејќи декларативно се залагате и краткорочно зборуваме за влијание и позиција на моќ врз судиите и обвинителите и немаме долгорочни гледишта. Но ова е погрешен пристап. Сакам да ви потенцирам дека ова е погрешен пристап. Зошто? Бидејќи, ако создадеме здрав правосуден систем, ако создадеме здрави суди и обвинителство, во било кој момент нема да има страв од ништо, односно, доколку не сторил одредено кривично дело, истиот нема да може да биде линчуван, осудуван без никакви докази, бидејќи единствено Република Македонија и судството е судство каде што врз основа на вербални докази и материјални докази се осудуваат луѓе, без при тоа да има материјален доказ за тоа. Односно се поклонува верба единствено на вербални докази, а тоа е недозволиво во утврдување на фактичката состојба. Самите го знаете тоа, меѓутоа под превезот на потребите, секојдневните потреби на извршната власт за одредено шиканирање, единствено кај нас само вербалниот доказ представува основ за осудување и постапување за понатамошните постапки и осудување на граѓаните и сме сведоци на состојби како што потенцирав над 100 предмети со голгота од над 10 години. Недозволиво. Конкретно барам да ми одговорите колку од овие предмети кои што ви се намалени се застарени и зашто се однесуваат овие барања и на кои предмети се однесуваат овие предмети кои што се намалени од 10 годишната голгота, но предпоставувам дека дел од нив се и застарени апсолутно. Ви благодарам.